Почитувана колешке, можеби е тоа така од одреден друг аспект, но ние мораме да бидеме свесни дека разговараме за оправдување на поскапување на електрична енергија во земја во која што според Евростат е третата најсиромашна земја во Европа, дека тоа е согласно како што кажав Евростат, дека разговараме во земја во која што според Виенскиот институт е една од трите земји во регионот во која што економските мерки за ковид справување со пандемијата се промашени, немаат никакво економско подобрување. Збориме за земја во која што скоро четврт квартал сме во рецесија. Збориме за земја која што е задолжена 62,5% од бруто домашниот производ, односно 7,2 милиарди евра. Збориме во земја во која што во моментов има дискусија за ребаланс на буџет во која што 500 евра би рекол задолжува секој граѓанин. За такво нешто треба да има услови. Ајде да знаеме во какво општество живееме, колку си се сиромашни нашите сограѓани и колку е сиромашна државата, па апропо на тоа да разговараме за такви мерки. Во овој момент и со ваквата финансиска моќ на граѓаните сметам дека не треба да има никакво поскапување на никаков енергенс. Благодарам.